Македонија последниве години станува се поатрактивна туристичка дестинација. Расте и бројот на домашни туристи кои патуваат низ земјава и престојуваат во апартмани, викендички и соби. Со тоа се повеќе граѓани остваруваат приходи од краткорочно издавање на сместување. Денес разговараме со Елена Достинова од Управата за јавни приходи. Но Елена, на почеток, дали секој граѓанин кој остварува доход од издавање на недвижност под закуп и подзакуп има обврска да го пријави доходот и да плати данок на личен доход? Добар ден! Најнапред да ви се заблагодарам на поканата, да ги поздравиме вашите гледачи и слушачи, нашите даночни обврзници. Да, сите граѓани кои стваруваат доход од издавање недвижен имот, станови, апартмани, викендички, соби, независно од периодот за кој што го издаваат, имаат обврска навремено да го пријават остварениот доход и да го платат данокот на личен доход. Мораме да потенцираме дека нивната обврска за навремено да ја исполнат треба да направат електронска пријава преку системот на е-даночни услуги. Обврзниците кои што се во работен однос искенираат фискални сметки, тие веќе имаат креирано профил на нашиот електронски систем преку е-даночни услуги, меѓутоа тие кои што се невработени, досега не скенирале фискални сметки и не ги користеле нашите електронски даночни услуги, тие е потребно да креираат кориснички профил, како што рековме, за навремено да ја завршат својата обврска. Сега е многу интересно. Дали сместувањето што се издава преку дигиталните платформи, домашни и странски, како тоа граѓаните да го пријавуваат? Обврската и за домашните и за странските лица кои што издаваат сместувачки капацитети е иста, имаат обврска да го пријават, меѓутоа има единствена разлика во електронската пресметка. Во делот на закупнини едните поднесуваат пресметка за закупнина, а доколку плаќањето е во странска валута и доаѓа од странство, тогаш се креира аконтативна пресметка ЕПДД во нашиот електронски систем. Имате ли информација за тоа колку сме ажурни ние како граѓани и вие како служба? Дали навистина се плаќа данокот? Имаме ли таков податок? Граѓаните секогаш треба да се поттикнуваат и многу е важно навремено да се информираат како за нивните права, така и за нивните обврски. Со таа цел Управата за јавни приходи започна кампања Фер туризам започнува со пријавен доход. Овде имаме брошура која што е достапна на нашата страна електронски, меѓутоа и на видеоканалот на Управата за јавни приходи, каде што имаме водич како тоа треба граѓаните да го направат. Во самата брошура, еве можеме да ја погледнеме. Овде имаме што значи закуп и подзакуп. Имаме објаснето кој има обврска да пријави доход, како се пријавува истиот доход, закуп преку странски платформи, за тоа што разговаравме предходно, кои се роковите како за пријавување, така и за плаќање. Имаме и пластично објаснето неколку примери, каде што граѓаните може да се огледат како се прави таа пресметка која што треба да ја пријават. И на крај на брошурата имаме одоночување со ДДВ на услуги за издавање на имот и фискализација. Елена, ме интересира, чисто како пример, мислам дека побаво им приоѓаме и на оние кои што издаваат. Има ли луѓе кои што доаѓаат кај вас во управата и сами да побараат информација? Што е тоа што ние треба да го направиме? Или секогаш УЈП е таа која што влегува да ги информира? Секако поголем дел од граѓаните се совесни, си ги знаат правата обврските, доаѓаат, побаруваат помош. Ние секогаш како управа сме отворени и како даночни службеници сме отворени да поразговараме со нив, да им дадеме насоки и да им објасниме што конкретно треба да се направи и кои се следните чекори. Меѓутоа има и добар дел кои што се неинформирани, дали свесно или несвесно, причините никогаш не можеме да ги знаеме. Меѓутоа, затоа сме ние овде, за тие да бидат информирани и да си ги исполнат своите обврски. За тие кои што треба да бидат информирани или оние кои што не знаат, ве молам
конкретна пресметка може да направиме? Да, може. Определен апартман издаден еве на пример 7 ноќи по 10.000 денари ноќевање, како изгледа пресметката на данокот? За појасно да им биде на граѓаните кој износ го плаќаат, ќе земеме пример бруто доход од 70.000 денари. Тоа значи 7 ноќе по 10.000 денари од ноќевање. На овој износ признати трошоци за опремен простор се 15%. Кога ќе ги пресметаме, доаѓаме до износ од 59.000 денари. На овој нето износ се пресметува и се плаќа законска утврдена стапка за данок на личен доход од 10%, која што изнесува 5.950 денари. Пластично објаснато би изгледало вака. Значи од 70.000 денари, да. 5.000 треба да биде 5.950 денари тие треба да уплатат. Многу е важно да напоменеме дека кога тие ја поднесуваат електронски пресметката, нашите колеги тоа го разгледуваат, го потврдуваат, се издава рекапитулар каде што го има износот кој што тие треба да го платат и потоа тие се го плаќаат данокот на личен доход. Многу граѓани издаваат недвижен имот за краток престој во текот на годината. Постои ли праг на приход по кој се менуваат нивните обврски? Да, постои. Доколку физичко лице оствари вкупен промет над 2 милиони денари во вршење на стопанска дејност од научила за целите на ДДВ, имаат обврска да се регистрираат за цели на ДДВ најдоцна до 15 во месецот, кој следи по месецот кога го остварил прометот со поднесување на пријава за регистрација на данок на додадена вредност лично од надлежната даночна канцеларија според живеалиштето на физичкото лице или по електронски пат преку ЕТАКС УЕПГОВМК. Елена, што е тоа другото важно што треба да го знаат граѓаните? Важно, многу често го добиваме прашањето дали закуподавачите на апартмани и куќи за одмор имаат обврска да имаат фискална каса. Одговорот е не. Обврската за фискален систем на опрема не се однесува за физичките лица кои остваруваат доход од закуп и подзакуп на недвижен имот. Што се случува ако граѓаните не го пријават доходот на време или воопшто не го пријават? Какви се санкциите? Постојат ли казни, глоби? Во Законот за данок на личен доход предвидена е глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност за сторен прекршок кој ќе се изрече на даночен обврзник, односно физичко лице, доколку не поднесе пријава за остварен доход од закуп и подзакуп. Имате ли бројка за тоа колку е во нашиот регион имаме лица кои што ја работат оваа работа? Тоа е работа која што е во подем. Бројот секогаш расте. Тоа значи дека има заинтересирани луѓе кои што се занимаваат со ваков вид на Има заинтересирани бизнес. луѓе, посебно во деловите каде што се туристички места. Кои се во нашиот регион најатрактивни туристички места, освен Дојран, што е многу нормално? Може да споменеме некои делови или секој место си Секој град си нуди свое обележје кое што може да привлекува туристи. Во летната сезона, да, Дојран е туристичко развиено место каде што луѓето остваруваат поголем доход, меѓутоа има и многу соби, апартмани кои што се издаваат преку други електронски платформи, кои што исто така и тие се опфатени во брошурата Фер туризам започнува со пријавен доход. Тоа е објаснето во делот кој има обврска да пријави. Овде можеме да ги споменеме и Airbnb, Booking, Facebook, Kiwi, за кои плаќањето на закуп, подзакуп е од странство со странска валута. Значи не мораме да бидеме на туристичко место и плаќањето да е во денарска противвредност. Имаме и градови каде што доста функционира и закупот преку странските платформи. Така, мислите ли дека ќе успееме во ова? Дека ќе бидеме фер и ќе донесеме фер туризам во Македонија? Не мислиме, ние сме сигурни, затоа што знаеме дека нашите граѓани се
се интересираат во Одговорни. се одговорни. Пријавувањето значи фер услови за сите даватели на сместување и заштита од нелојална конкуренција со која што се соочуваме години наназад. Со плаќањето на данокот исто така придонесуваме и во развој на туризмот и подобри јавни услуги. Нашата цел со фер туризам започнува со пријавен доход е токму граѓаните да имаат јасни и навремени информации, да работат даночно усогласено и да ги избегнат санкциите. Како управа за јавни приходи, како вработена и другите колеги вработени во управата, стоиме на располагање секој работен ден. Нашето работно време е од 7:30 до 16:30 часот. Покрај регионалните дирекции функционира и нашиот контакт центар и ви стоиме на располагање како регионални дирекции и даночни оделенија за даночните обврски. Така, уште едно прашање за луѓето населението во Дојран, каде ти е во најблиската управа, мислам дека во Дојран нема УЈП. Дојран нема. Значи Валандово има Валандово и Струмица. и Струмица. Да. Така. Ви благодарам многу и се надевам дека на овој начин само си помагаме едни кон други, а со тоа правиме само фер добар туризам. Ви благодарам и на вас. Со фер пријавување на приходите се создаваат еднакви можности за сите.